Декемвривско саботно утро. Градско утро и цивилизирано. Нема петли. Панорама над Карпош. Дежурната камера на Карпош Визија, која деновиве ја бележеше динамиката на оваа точка од улицата Ловченска во Козле, сега ја бележеше тишината. Домаќините се врткаат во своите домови и дворови со своји лични иницијативи на задоволство на домакинките. Колку што Живко и Оцо го познаваат секој сантим од улиците во Карпош, толку нив ги познаваат граѓаните кои до вчера цапале вокал или ги трескале своите возила низ асфалтните дупки. Ова е джипот на градоначалникот Стефче Акиновски. Оперативецот е во соло акција. Наближува нова година кога ќе треба да се заокружат планираните обврски кон жителите и кон нивните средства под наслов Општински буџет. Ова улица Ловченска 9 со купна должина 450 метра. Вчера завршивме со асфалтерски работи на оваа улица, која што од неја се избројуваат краци. Колку краци? 5 краци со купна должина некако 300 метра кои што беа претходно асфалтирани. Така да вчера беше извршено поврзување на тие краци со оваа главна улица Ловченска 9 за излез да има према општина центар кон болницата и према на нашава урбана заедница. Јас мислам дека е добро направено. Во моментот се изведува улицата Козле 2, која е од големо значење за ова населба, од причина што ги поврзува улицата Козле со улицата Теодосија Гологанов. Значи, тука фреквенција има на граѓани, како пешаци, така со моторни возила, од Средно и Горно Нерези до булевар улицата Адолф Цибаровски. Имаме сообраќај. Биде еднонасочно? Еднонасочно, ова ќе биде. Ако се временските услови добри, ова треба да биде за 3-4 дена готово. Првата половина. За 4 дена ќе биде готово. Вторник најавуваат снег. Тоа ми паш. Да беше ова некој друго време, на се уште топлиот асфалт ќе стоја дечиња со цвеќиња, ќе свирија свирачи, ќе се проговореше дури и песна во чест на првиот или таткото на општината. Но ова е Стефче, или шефот, како што си го викаат поблиските. Никој не знае дека доаѓа за да се израдува на ново асфалтираната улица и задоволството да го подели со изведувачите и со жителите. Колку што е голем во делата, толку е непосреден во контактите. Ретки се граѓаните што не ги знае по име, што не ги знае нивните предци и нивните катастарски граници. Затоа сите контакти со нив одат во прво лице еднина. Не можам да добијам, тешко добијам врски со секретарка. Малку да ја отвориш. Ти требам нешто посебно? Ќе дојдам таму, ќе Ако? посебно. Значи кога ќе дојдеш, ќе кажеш дека сме договорени. Да. Мана, шо мана? Не, добро е бе. Тука е Добро. Да го копат ово шахтата, да не му копат таму место у бутел. Ајде на пролет ќе откопаме откопи, не секај и шахта ќе ти направиме на пролет. Ќе биде до година. Сите, една по една ќе до година ќе направиме ние. Требаше да зато што не објаснија прошлиот пат, требаше да се изгреби улицата, ова со тоа, таа инженерката, ова со тоа ќе доеше на нула. Кој ќе се изгребеш асфалтот. Се асфалтот не се изгреба, дојде повисоко од ова. Тоа е проблемот. Значи, вие сакате да ви бидат, значи сите докај што сте си ги ставили до градите да направиме ние прописни улици, нема никаков проблем да има. И нас не е проблем за изведување ова. Ние дојдовме каква ви е фактичка состојба таква. Ако отвориме урбанистичкиот план, он све ќе каже так, ова ограда до таму, ова до таму, ова нагоре, ова надоле и ќе се направат улици како што треба. А ние ви ги почитуваме фактичките состојби, да не кршиме огради, да не рушиме, да не се расправаме. Сега така ќе биде. Нема, не може. Мора да може. Веројатно попријатно ќе беше некои граѓани да го викнеа во својот дом или двор во знак на задоволство да испијат на раат по едно кафе со градоначалникот и да се договорат како да ги решаваат евентуалните забелешки. Но можеби ваквите блиски средби, што би се рекло од нога, поспонтано би довеле до непосредна соработка. На нашето прашање зошто ваквите средби не се одвиваат во домовите, тој ни одговори: сабота е, да не ги вознемируваме семејствата. Истиот одговор ќе го добијат и во мојот кабинет, на улица или дом. Во Карпош 4, кај високите кули, ги немаше изведувачите. Токму заради тоа и ваквата реакција. Овде што се само сте фрлили ова тампончето и нигде ве нема. Зошто не се работи ова, кажи?
целата во оваа порушина кој што ние сме ископале, луѓето не може да ја користат. И сега хаос настанува со коли. Бар да сте направили еден дел да се извадел, па друг дел да се направи, па те да се вака 20 дена им го држиме ова вака, а не направено. А луѓето со колите нема кај да паркираат. Знаеш колку коли овде треба да се паркираат? Овде гледам некој шпунче, овде некој скали, што сте го ставили, свадете го така, како шпун, како скали. Ама ова тампонот вие цел со земја, ова не е... Ама вајак да донесете овде, не со жаба, него вајак од згоре. Кога ќе почнете со редење на коски? Таква е градоначалничката работа. Некогаш со насмевка за граѓаните, а некогаш и со кавга со несовесните изведувачи. Милион пати ти е кажано дека ова земја што ќе изведеш треба да се ја тргнеш, а назад треба вратиш тампон за да се набие клучка. 40 см. А не после земјата да ми пропадне. Како што пропаѓа земја. И на која дупина го ставаш? На 60. Ова 60? Кое? Значи завршите ова улица и да не ме гледам пред очи. Една од тие предпријатија кои што крајно неодговорно се однесува кон инфраструктурата во општината е токму T-Mobile и со нив имавме повеќе пати конфликти, дури и до жолчни расправи, затоа што јасно сме се договориле таму каде што копаат, рово што ќе го ископаат, земјата треба да ја товарат во камиони и да однесат на депонија, а назад да стават ситен песок и шљуна кој што ќе го набиваат на секои 20 сантиметри. Напротив, тие едва чекаат ние да не бидеме присутни на самото место каде што се изведува работата, за да го затрупаат со земја и потоа да се стави одозгора бекатонот кој што потоа ни пропаѓа. Секаде каде што имаме пропаднато бекатон, павер елементи на тротоари и по патеки, се е тоа како резултат на претходните прекопи што ги направил T-Mobile. Јас за ова нивно недолично однесување и неодговорно однесување ќе покренам тужба за надомешна штета, затоа што ги преминаа сите можни граници. Ви прикажавме документарни фрагменти од едно викенд утро на градоначалникот Стефче Акимовски. Оперативецот кој размислува и делува 200 на час, со брзина и прецизност, карактеристични на европски деловен човек, татко на општината на кого и Европа му подаде рака за честитка.